Jaz ovde ne зборувам за нашето внатрешно чувство. Тоа е нешто на што треба да се работи, да се посвети време, внимание, да се менуваат уверувања, да се стекнуваат вештини. Јас зборувам за влијанието од она што го имаме, условно го имаме надвор. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија, а вие сте во новото видео. Темата на ова видео е нешто ми фали, односно е наменето за сите ние во одредени ситуации или периоди во животот, кога се чувствуваме незадоволни, кога се чувствуваме неисполнети, нецелосни и кога имаме чувство дека нешто ни фали, меѓутоа не можеме точно да одредиме што е тоа, и кога не сме апсолутно или целосно, како сакате, среќни, задоволни, исполнети, иако според некои критериуми, според некои надворешни фактори, според она што го имаме, би требало да сме среќни и задоволни. Или нашите очекувања или очекувањата на другите се дека ние треба да сме среќни, задоволни, целосни, меѓутоа ете, од некоја причина ние не се чувствуваме така и чувствуваме дека нешто ми фали. Нешто ми фали, а не знам што е тоа. Сакам најпрвен со помош на тркалото на животот да ги определиме оние сегменти кои што ни се нас лично важни и потоа сегмент по сегмент да ги разгледаме што е тоа што ни фали, дали навистина ни фали нешто или пак имаме некакви уверувања, очекувања како тоа треба да биде, како тоа треба да изгледа, или имаме преголеми очекувања од себе си. Потоа, како да се носиме со тоа чувство на нецелосност, на нешто ми фали, на нешто не е како што треба. И на крајот се разбира доколку е тоа фактичка состојба и доколку сме ние во можност да видиме што можеме да преземеме и да направиме за, ако е можно, тоа чувство да го интегрираме во себе и потоа да го ослободиме. Се разбира, ако не за секогаш, барем за одреден период. На сите понекогаш нешто ни фали, сите понекогаш во нешто не сме доволно успешни, од нешто не сме доволно задоволни, не се чувствуваме дека се сме направиле како што треба, не сме задоволни од некои наши односи, од состојбата во која се наоѓаме, и тоа е нормално и природно, меѓутоа тоа треба да биде подносливо и да не кочи во секојдневието, да не прави нефункционални, да не ни одзема многу време, да не ни се мислите фокусирани таму, односно да бидеме свесни за сите оние работи кои што можеби не се онака како што очекуваме и како што посакуваме, меѓутоа постојат и многу други работи со кои треба да бидеме задоволни и пред се разбира да бидеме благодарни затоа што ги имаме и не можеме да бидеме константно задоволни од се што имаме, од состојбата каква што е, затоа што сме живи човечки суштества, затоа што секогаш сакаме повеќе, секогаш можеме повеќе и поинаку, и нормално тоа незадоволство и позитивно тогаш кога не тера да одиме понатаму, да растеме, да се развиваме, да работиме на себе, да вложуваме во себе, во односите со другите луѓе. Ако е тоа чувство константно и ако трае подолг период, тогаш се разбира, како и секогаш, да погледнеме малку подлабоко во себе си, да се свртиме кон она внатре што го носиме и да провериме дали и од каде доаѓа тоа чувство, дали тоа чувство е поврзано со сега и овде тоа што се случува или можеби е некоја стара и неизлечена рана која што сега емоционално се појавува и не потсетува дека треба да ја завршиме, затвориме, излечиме. Затоа како и секогаш, доколку е нешто кое што е цел, вештина, потреба, задача, нешто што можеме да го направиме сами, доколку не можеме да побараме помош, дали од тренер, дали од коуч или од психотерапевт, зависно за што се работи, каква потреба имаме, а се разбира секогаш да побараме и помош од конвенционалната медицина, доколку нели имаме некакви здравствени предизвици. Се разбира дека најбитно е нашата здравствена состојба. Најпрвен, таа треба да биде стабилна, да биде во баланс, да сме најмногу што може функционални. Потоа, да го имаме мирот во себе, а дури потоа можеме да зборуваме за влијанието на се она што е од надвор
или се она што ни предизвикува чувство на незадоволство, чувство на имам, чувство на немам. Значи, зборуваме за влијанието на она што го остваруваме и реализираме надворешно со другите луѓе во општествен контекст, за сите наши функции, улоги, односи, за нешто кое што зависи делумно од нас, не зависи целосно, е во интеракција со многу други луѓе, зависи од надворешните услови, но придонесува да се чувствуваме незадоволни, нецелосни и неисполнени. Најпрвин е најважно што е тоа што тебе те придонесува да се чувствуваш задоволен или задоволна, исполнет или исполнета од она што си го постигнал во ситуацијата во која си, условите во кои се наоѓаш. И затоа ќе го искористиме за помош тркалото на животот, односно ќе ги поделиме сегментите кои што може да влијаат на нашето чувство, на нашето расположение, а потоа ќе ги разгледаме едно по едно и јас ќе го споделам со вас мојот став, моето мислење, како јас гледам на сето тоа и се надевам дека нешто од тоа ќе може да ви помогне. Го споменав здравието и физичкото и менталното и мирот. И за тоа понатаму нема да дискутираме, затоа што тоа е една тема која што е огромна и која што бара постојано и континуирано да се работи на тоа. А за тоа нели сите правиме онолку колку што можеме и умееме и секогаш можеме и повеќе од тоа да придонесеме, а за нашето ментално здравје имам снимено скоро 200 видеа на каналот, па повелете и погледнете ги. Јас ќе ви ги пренесам моите најбитни сегменти кои ја прават целината на моето живење. Меѓутоа тоа се и сегменти на поголем број од луѓето, помалку или повеќе, со тоа што на различни луѓе, различни делови им се приоритети, меѓутоа исто е битно да се напомене дека одредени сегменти од овие делови од животот може да не бидат приоритети во одреден период, некои други да почекаат, а потоа да им се навратиме или да се вложиме повеќе во нив. И тоа е апсолутно нормално. Сегментите кои нас ни се битни и кои го исполнуваат нашиот живот и нашето секојдневие, може да бидат во различни периоди, со различна важност и да им посветуваме различно време. Меѓутоа, во подолг период треба да ги имаме опфатено сите, да не заборавиме нешто, да не оставаме на страна, затоа што така нема да се чувствуваме целосни. Еднаш слушнав една реченица дека не можеш да одиш и да ја вежбаш само едната нога, затоа што нема да имаш стабилност, затоа што ќе паднеш. Јас тоа би го проширила на не може да вежбаш само еден екстремитет или половина од своето тело, затоа што ние сме целина. Така и ова. Не можеш да вложуваш само во еден сегмент, а да очекуваш да бидеш задоволен и среќен, или во еден или два сегменти, правдајќи се дека за другите сегменти немаш време. На сите сегменти од животот, особено тие кои тебе ти се приоритет, треба да наоѓаш време, помалку да им посветуваш внимание и да вложуваш труд, да се одржуваат, да постојат и да ја прават целината постабилна. Се разбира, кажа веќе, на одредени периоди нема да можеме еднакво да се посветиме на сите сегменти, меѓутоа да не ги забораваме подолг период и да не ги сметаме за помалку важни. А тоа, кои ни се нас приоритети, секој ќе се одлучи за себе. Најпрвен ќе ви ги набројам сегментите кои ми се мене најважни и како што реков на голем број од луѓето, според искуствата, според моите приватни односи, луѓето со кои сум работела, како што реков, освен здравието и мирот, кои што ги ставам на врвот, а потоа доаѓа и љубовта, која што исто така е внатрешна, зависи лично од нас, меѓутоа е поврзана со се околу што не обкружува, домот и семејството, како важен сегмент од нашето живење, пријателите и роднините, работата, кариерата, учењето, ако сте помлади, ако сте се уште само во процес на учење, или и учењето и работата, и забавата, односно она време кое што ни останува да се релаксираме, да се одмориме, да се забавуваме или да се занимаваме со некој хоби кој ни представува страст, ни носи задоволство и ни го разубавува животот. За сите овие поодделно ќе зборувам во следното видео заради должината на видеото и во интерес на времето, па до тогаш
Prije da го пуштите следното видео, ако ви заинтересира оваа тема, напишете ги и вие, вашите сегменти, кои ви се вас приоритет и ви се битни во животот и размислете за нив, па можете потоа да видите до каде се согласувате, во што се пронаоѓате, може би ќе ви отвори некои нови видици, може би ќе ве потсети на нешто што сте го знаеле. Да не должам многу, како и секогаш ви благодарам што сте тука. Ставете лайк, subscribe и одиме во вториот дел од видеото, каде што подетално ќе ги обработам сите овие сегменти.